беше момче јако работливо и вредно, и со пиперки патличен и си заврши средно. Ги хранеше професорите и во лето и во зима, за успешно школување Цветко наш да има. Штом средно школо заврши на село пак се врати, за него село не е, кога стигна дома свати. Но штом дојде во градот Цветко отпор силен виде, да го потисне комплексот, реши познат тој да биде. Да направи се кавична политичка кариера и вечно да ја загоба селоградската бариера. Да се вработи, тој проба најде работа без мака, ситно главче имаше, но за тоа крупна рака. Вечер работеше во диско клуб на врата и на книги си ја трошеше сопствената плата. Вече спати си го читаше Марксовиот Капитал, да го разбере не можеше, политички беше мал. Те читаше понатаму, но никако да свати зашто во комунизмот има толку слаби плати. Намерата му остана политичар да биде, на народов разочаран да му биде лидер. Во диско клубот совесно работата ја вршеше и на лошите посетители. Една вечер дура работеше, едно човече го виде, добри парички му понуди телохранител да биде. Верно да го чува тој партискиот секретар, од оваа работа рече ти ќе имаш добар ќар. И стварно така беше, па и покрај добри пари, Цветко добра функција успеа да ќари. Виден човек стана и наш Цветко во партијата и од сите своји трошоци ја изфрли киријата. Доби станче партиско и во него се всели, па ајде сега некој нему да му вели. И Цветко стално имаше и да пие и да јаде, многу повеќе од тоа општеството му даде. Вили, возни паркови и секако што сака, стана голем главоч, не почувствува и жмака. И се уште се чудеше работникот што трпи, од први до први стега и за лепи млеко крпи. Па нели в комунизмот и за сите се ќе има, на кој колку му треба и тој толку ќе се зима. Значи уште беше мал политички на Цветко и тој вака се прашуваше многу ретко. На клупите си седеше и тој парламентарни, а проблемите народни јасно беа секундарни.